Благодарам, заменик председателке. Ако нешто ми се допаја вака во вашите реплики, секогаш ми се допаја непоправдивиот оптимизам, како и еклантантниот пример на бојата на розевите очила, дека се е добро, но нажалост не е така. Имаше еден коментар од колегите од опозицијата кога го фалевте рекот, најверојатно Васко Ковачевски планира да напише нова поезија, нова песна за Зоран Заев и тоа е единственото што ќе го направи за рекот, другото ништо нема да направи. Не знам колку ги следите темите од енергетиката, јас се трудам во овој период одблиску да ги следам и Сабајле имаше една одлична анализа на медиумот Пари.мк, така се вика порталот, каде што луѓе го направиле на вистина соодветна анализа, каде што кажуваат дека Република Македонија е во канчите на енергетскиот сектор, односно дека е зависна од енергетиката. Па еве сите ваши флоскули паѓаат во вода, само да ви прочитам една бројка. Тоа значи дека во 2010 година, нели кога беше режимот, сме произведувале 6744 гигавати електрична енергија, а за 10 години подоцна во 2020 година произведуваме 5127 гигавати електрична енергија, односно 24% повеќе. Тоа не сме го кажале ние, тоа го кажуваат луѓе кои што истражувале. Па сега не знам, тука значи бројкиве не се во некоја корелација, нешто се случува. Се чувствувам должен да ви одговорам за извештајот од Европската комисија, не бев искрена и не го читавте до крај. Таму, како што кажуваат, дека има одреден успех. Прво, тој зборот одреден не е одреден, што сакаат луѓето да кажат, но таму има за економскиот дел, ако го читате, зашто тој извештај треба цел и детално да се прочита, луѓето исто така искажуваат особена загриженост за порастот на јавниот долг во Република Македонија и неможноста државата со нејзините економски политики да го сервисира. Ке го земете цел извештај, ке го прочитате детално и многу добро ќе видите каде, што и како сакале тие луѓе да кажат. За невладините организации, нормално е секоја политичка партија да проба да ги усогласи ставовите со невладиниот сектор, односно организациите кои што се занимаваат дали со животна средина, дали со социјална политика, и тоа не е додворување, туку тоа е една, би рекол, отварање на широк простор за маневар, да се прифатат размислувања различно од нашето. И тоа не е додворување. Ние ги повикуваме во се. Дали кога изготвуваме амандмани, кога креираме политики на партијата, кога креираме предлог закони, да се вклучат невладините организации, за да се инкорпорираат со своите мислења во тие предлог документи, за да можеме заеднички да најдеме јазик и заеднички да изградиме механизам кој што ќе им помогне на граѓаните. Тоа е невладин сектор. Вие имате погрешна перцепција кон невладиниот сектор. Што за вас е невладин сектор? За вас невладин сектор беше шарената револуција. И тоа е во ред. За вас невладин е Павле Богоевски. Тоа е за вас невладин. За вас невладин е Бојан Маричиќ. Тие беа невладини, дехидрираа од плукање и веднаш потоа станаа владини функционери. Мила Царовска исто така е за вас на сектор. Никола Наумовски Никса исто за вас невладин сектор. Сите се за вас тие невладин сектор, се додека се во опозиција, кога ќе можете да ги плаќате со некои фондови, тие да плукаат кон ВМРО ДПМН и потоа веднаш кога ќе дојдете на власт, тие невладините да станат подпредседатели на партија, да станат членови на извршена од партија, па да станат, би рекол, појаки во бранењето на идеологијата на СДСМ од еден Заев, например. Па сега тие почна, видете каков парадокс, да го напаѓаат Бранко Црвенковски, се Бојан Маричиќ, Павле Богоевски и целата таа група на луѓе напаѓаат посилно од колку што напаѓате вие. Јас сам одам по тоа што вие го кажавте. Не се тревожете, ве молам, нема потреба. Зелената агенда. Кажавте, па вие имате две зелени партии во коалицијата. Тоа се Дом и тоа е Дуј. Кажете ми што Дом и Дуј направиле за зелената агенда во Република Македонија. Еве, излезете, кажете, има еден слоган за избориве, ќе ја растераме маглата. Внимавајте, маглата ќе ја растерувале, 5 години се на власт. Која магла? Еве, завршија изборите, нека дојдат луѓево, нека кажат. Тоа и тоа направивме. Кај се овие од Дом? Овие од Дуј никаде ги нема. Што направиле за зелената агенда во оваа држава? И сега ние кога застануваме позади амандман, кој што го искреирале одва иницијативата или таа зелена интерпарламентарна група, се лутат што ги нема. Праша колешката каде се, нема да дојдат. Нема да дојдат. Знаете зашто? Затоа што кидат спротивно на идеологијата на партијата.
И нема потреба од тревога. И прашавте каква е реалноста. Вика и едниот и другиот колега, да, треба опозицијски нели да напаѓаме, но да кажеме каква е реалноста. Ајде да видиме каква е реалноста по бројки кои што се кажани од владата или од вашите функционери. Евростат, вие го почитувате, тоа нели заводот европски за статистика. 6-та најсиромашна земја во Европа. Најниски плати во регионот, најниски пензии во регионот. Би кажал во Financial Times, не нема ни во првите 50 земји во светот за бизнис клима на странски директни инвестиции. Во 2016-та бевме на 3-то место. Тоа го нема. Да, отворете Financial Times. Не е ова влада на Република Македонија и соопштение што го куцал невладиниот заврчанец. Ова е Financial Times. 2016-та 3-то место, сега ни во првите 50. Поскапување на сите производи. 1000 денари од почетокот на годината, 200 денари само во последниот месец дена. Значи за 30 дена по 200 денари се накачува потрошувачката кошничка. Масовото е луксус, кондиторските производи се поскапени, лебот поскапува, кафето поскапува и стана, би кажал, синоним за дали некој може да се прихрани, дали има дома леп на маса. Цената на струјата поскапува, само заради тоа што некој не си ја вршил работата. Каква е реалноста? Осиромашена нација, без разлика од каков етникум доаја, луѓето се иселуваат позасилено од било кога досега, оние чевлите пред владата останаа само еден, би кажал, неубав спомен на граѓаните на Република Македонија, понижена држава, подпишани асиметрични договори, никогаш поубедливо од сега не сме биле во чекалницата на Европската Унија, реформи нема, дента ни ја окупираат вести на одложени оставки, па еднаш ќе дадам оставка, па ако не оваа среда, другиот петок, па ќе чекам ова да помене, па ќе чекам тоа да помене, и ние ќе излеземе тука и ќе дискутираме дека ние сме требало да ја гледаме реалноста. Ние сме пратеници и треба да ја гледаме реалноста во која што живее нашиот напатен народ. Изборувавме дека сме се согласиле за амандманот, еве по кој знае кој пат ве повикувам. Ајде да се согласиме и за овој амандман, затоа што не за брзо време ќе дојде ситуација во која што ќе дискутираме за енергетска криза и ќе излезе некој, како оној вчера што излезе и ќе рече граѓаните се криви што се греат на струја и заради нив поскапува електричната енергија. Па ќе биде крив Бојан, па ќе биде крива Гордана, Ане, Тони, Олга, Христијан Мицкоски ќе биде крив. Сите ќе бидат криви, само вие не. Нема да бидат криви инспекторатите, нема да бидат криви институциите, нема да бидат криви министрите, ќе бидат криви граѓаните. Оние кои што плаќаат даноци, за оние кои што вие не ги разрешувате да земаат плата, а не си ја вршат работата. И тука ќе зборуваме за додворување, за сите тие работи кои што се кажа и на крајот напредок, енергетски сектор кој што ние не сме можеле да го игнорираме. Кој напредок? Бутици во Изгейт. Тоа е напредок во енергетскиот сектор. Без малку да нема сфера во општеството каде што не сте претрпеле пораз, ама тој пораз не е само ваш како политичка партија, секојдневието на граѓаните го оттежнувате. Не знам колку сте свесни за тоа. Дека не се живее подобро. Дека не чека, еве, искористивте од место да го фрлите, дали вие знаете што значи пандемиско работење? Мислам дека така беше. Владата постои како институција да ги менаџира кризите кои што се во моментот присутни или ќе бидат присутни. И цел свет ви вели, исто како за корона кризата, дека треба да се превземат мерки, но вие не ги превземате тие мерки. И потоа ако ќе дојде тоа како ластик систем да ви се врати, друг ви е крив. Еве ви укажуваме. Мислиме дека овие амандмани треба да дадат решенија за проблемите и не си инатете. Ако треба, ние нема да збориме. Ајде да зборуваме конкретно, излезете како што излезе колегата Минов, предложи една сума и се согласивме. Коректно беше. Дајте, кажете конкретна сума која што сте спремни како влада да ја прифатите за да помине овој амандман. Тука е министерот, тука е кабинетот, тука сте вие. Кажете, не можеме 1 милиарда, важно му е да му купиме на Оливер возила, важно е да вработуваме, важно е да купиме мебел. Еве од каде за каде да издвоиме средства за да можат граѓаните кои што се греат на струја да можат едноставно полесно да ги поминат кризите кои што доаѓаат во наредните 6 месеци.